властник на Делчево. Почитувани присутни, сакам да ви информирам дека по завршувањето на оваа свечена седница ќе биде подпишан меморандум, договор за закупување на општина Делчево со општините Мобело, Монтефорте де Алба и Родино, Република Италија. На денешната свечена седница на дневен ред е именно одлуката за стартирање на општина Делчево со општина Рикалдоне, која е резултат на претходен склучен договор за стартирање пријателска соработка од 18 јули 2026 година. Денес повеќе од било кога живееме во време кога успехот не се гради во рамките на една општина или една држава. Туку преку соработка, заедна доверба и заедничка визија. Токму затоа пријателствата што ги создаваме помеѓу општините и државите имаат особено значење. Ние представуваат простори што ги показуваат луѓето, културите, идеите и идните генерации. Стартувањето на меѓу општините не е само формален чин, туку и подпис на документ. Тоа е искрена определба за долгорочна соработка, размена на искуства и заедничко создавање на нови можности. Преку ваквите партнерства се отвараат врати за соработка во образованието, културата, спортот, туризмот, локалниот развој, заштита на животната средина и многу други области, што директно го подобруваат квалитетот на животот на нашите сограѓани. За нас како општина Делчево, секој партнерство представува можност да учиме едни од други, да ги споредуваме добрите практики и заеднички да ги намеруваме предизвиците. Различностите не треба да не разделуваат, тие се повесно што не зглишува и не поттикнува да градиме подобра иднина. Веруваме дека вистинското пријателство меѓу народите не се создава само преку институциите, туку и преку средите меѓу луѓето, младите кои учат едни од други, културните разкрити, спортските напревари, заедничките проекти и искрата желба да се создадат трајни вредности. Нека денешната средба биде уште еден чек по продолжување на нашата соработка и потврда на заедничките вредности. Било солидарноста, почитувањето и пријателството се најсилна основа за напредок. Убедени сме дека врските што ги градиме денес ќе донесат нови можности на нашите граѓани и ги засилат односите меѓу нашите заедници и ќе остават трајно наследство за идните генерации. Нека нашето партнерство продолжи да се развива во духот на довербата, меѓусебната поддршка, искреното пријателство, како и добрата соработка, што секогаш носи повеќе можности околу поделбите. Благодарам. Пред да преминеме на говорот на градоначалникот, уште една сакам да се обратам кон нашите гости и подготвих тука на текст, се надам дека нема било многу грешки. Егреджи, синьори, ситачи, Марио Адриано, Марио Паоло, Левио Дженезио Ди, Dei comune di Rodino Mobello Monteforte de Alba e per me un grande onore, un sincero privilegio accogliere oggi nel nostro comune. In qualità di presidente del Consiglio Comunale del Comune di Delčevo, vi porgo il mio più caloroso benvenuto a vi auguro un piacevole soggiorno. Benvenute di Delčevo. Grazie. Присутни, сега замолвам градоначалникот на општина Делчево да се разборат. Заповедате, градоначалниче. Добар ден на сите. Јас говорам и го предовме пред свечена седница на Совет и е поделен на нашите гости и Италија, кои што може да си го искористат за нивни цели во Италија, за нивните меѓуви во Италија. И тоа и нема и официјален пред, пошто веќе им е даден и ги го имат во нив. Почитувам председател на Совет на општина Делчево, почитувани членови на Совет,
почитувани директори на јавните институции во Делчево, почитувани колеги градоначалници од италијанските општини Родино, Монфорте, Алба, Новело, господин Дженезио, господин Адријано, господин Палава, почитувани гости, македонски иселеници и драги пријатели. Денеска Делчево испишува уште една нова страница од приказната на меѓународната соработка на Делчево и градиме темел за едината и соработката со општините од европските држави, каде работат и живеат голем број на наши иселеници и на голем број на наши делчевци. Илјадници километри оддалеченост меѓу Делчево и овие општини не значат ништо кога е во прашање позитивната мисла, честните намери и работата во интерес на граѓаните и на своето родно место. Ми представува чест и посебно задоволство што денеска на оваа свеченост ја продолжуваме постапката и ги официализираме новите пријателства на Делчево, токму со Родино, Монфорте, Алба и Новело, а семејството на пријателите на Делчево на денешната свечена седница на Совет го прошируваме со уште една општина од Италија, а тоа е општина Рикардоне. Чисто како подсетување, општина Делчево подпиша триlaterален договор заедно со општина Македонска Каменица во корелација со нашиот конзулјат во Република Италија. Соработката не е случајна, таа е логична последица од блиските односи кои досега ги има овие општини од двете држави, иако неформални, сепак цврсто изградени од нашите иселеници кои живеат и работат овде. Ова пријателство има посебно значење бидејќи представува мост кој ги поврзува нашата општина и нашите луѓе. Нашите иселеници се најголемите амбасадори на Делчево, носители на нашата култура, традиција и вредности и кои со својот труд и посветеност се дел од развојот на овие италијански општини. И посебно сум задоволен што првите луѓе на овие општини ги препознаа токму нашите искрени намери и ги помогнаа заедно да ја креираме визијата за едината. Во разговорите со моите колеги градоначалници ја потврдивме нашата посветеност за продолжување на соработката, особено во областа на економијата, туризмот и културната размена. Иницијативата за завртевување на Делчево со општините Новело, Монфорте, Алба и Родино, која ја поставивме пред неколку месеци, веќе станува реалност и овој чин има повеќеслојно значење и представува важен чекор за долгорочен развој и меѓудисциплинарна соработка на општина Делчево. Ова завртевување ги зајакнува врските на иселениците со нивниот роден крај и создава предуслови тие да бидат активен фактор за развојот на Делчево како преку инвестиции, така и преку пренесување на искуства и ново знаење. Почитувани пријатели од Италија, ви благодарам за пријателството и довербата. Посебно сум горд што вашата посета е во овој период, кога имаме можност директно да се запознаеме со културната традиција на Делчево и да бидете сведоци на делчевското лето и глачките фолклорни средби и да посведочите на нашата култура и традиција чувана и негувана овде со векови. Вашето присуство е силна потврда дека европските вредности да почуваат во локалните заедници преку меѓусебно почитување, диалог и подготвеност да учиме едни од други. На крајот од ова мое обраќање сакам да навлазам дека нашите општини ги поврзува многу повеќе од официјални подписи на документи. Нас не поврзуваат луѓето, нас не поврзуваат семејствата и селениците кои со години живеат и работат во Италија. Сепак за нас најголема вредност дава фактот дека Делчево не ги заборува своите луѓе во странство. Дивната енергија, љубов кон родниот крај и желбата да останат поврзани со Делчево се силен мотив да продолжиме да градиме политики кои ќе ја заедна врска на диаспората. Дозволете ми искрено да се благодарам на сите кои допринесува оваа соработка да стане токму реалност. Нека биде овој почеток на едно искрено и долго пријателство. Оваа прилика дозволете ми да искажам огромно задоволство од несебичното вложување на Зорина на Марија, кој што се и во основата на ова пријателство. На нашите драги гости им посакувам пријатен престап во Делчево. Верувам дека подовде ќе поднесеме нови спомени, нови пријателства и уверување дека во Делчево секогаш ќе имате искрени партнери и многу пријатели. Остануваме одговорни за соработка и се надевам дека наскоро нашите заеднички идеи и заложби ќе станат реалност и ќе бидат видливи и од полза на сите наши сограѓани. Благодарам од срце.
Благодариме на градоначалникот на општина Делчево. Почитувани присутни, сега ќе го повикам градоначалникот на општина Милјонов, господин Марко Палорно, на чијот добар пријател да се обради пред вас. Повелете градоначалник. Signor Sindaco, gentili membri del Consiglio Comunale, autorità e cittadini presenti, grazie di cuore per questo invito e per l'accoglienza che ci avete riservato. E per noi un grande onore essere qui oggi e prendere parte a questa importante cerimonia nella vostra splendida città. Desidero innanzitutto rivolgere un sincero e sentito ringraziamento al Sindaco Ivan, a tutta l'amministrazione comunale, al Presidente del Consiglio, ai dipendenti del Comune e a tutte le persone che fin dal nostro arrivo hanno voluto farsi sentire accolti e soprattutto a casa. Почитувани градоначалничи, почитувани членови на Општинскиот совет, почитувани присутни власти и граѓани на град Делчево. Од се срце ви заблагодарувам за оваа покана и за пречекот што ни го приредите. За нас е голема чест што денес сме овде и што се чувствуваме на оваа важна церемонија во вашиот прекрасен град. Најнапред сакам да упатам искрена и длабока благодарност до градоначалникот Иван, до целата општинска администрација, до председателот на Советот, до вработените во општината и до сите луѓе кои уште од нашето пристигнување направија да се чувствуваме добредојдени и пред се како дома. Per Novello, così come Monforte d'Alba e Rodino, è fondamentale conoscere e comprendere le radici di quella comunità macedone che oggi è parte integrante del nostro tessuto sociale. La presenza dei vostri concittadini nelle Langhe ha arricchito profondamente il nostro paese. Avete portato nuove tradizioni, nuove esperienze e nuovi legami, contribuendo a costruire una comunità più aperta, più ricca e più unita. I vostri concittadini che vivono in Italia ci hanno spesso raccontato storie, ricordi e aneddoti della vostra terra. Per questo è per noi un piacere immenso poter essere oggi i vostri ospiti e soprattutto vostri amici, potendo finalmente conoscere da vicino la vostra cultura, la vostra storia e le vostre tradizioni. In questi giorni abbiamo avuto l'opportunità di conoscere e visitare realtà diverse e importanti della vostra comunità. E ognuna di queste esperienze ci ha lasciato qualcosa di speciale. За Новело, како и за Монфорте d'Alba и Родино, од суштинско значење е да ги запознаеме и разбереме корените на оваа македонска заедница, која денес е интегрален дел од нашето општинствено тkiво. Престојот на вашите сограѓани во регионот Ланге длабоко ги обогати нашите места. Донесовте нови традиции, нови искуства и нови врски. Вашите сограѓани кои живеат во Италија често ни раскажуваат приказни, спомени и анекдоти за вашата земја. Затоа за нас е огромно задоволство што денес можеме да видиме ваши гости и пред се ваши пријатели, запознавајќи ги конечно одблизу вашата култура, вашата историја и вашите традиции. Овие денови имавме можност да запознаеме и да посетиме различни и значајни институции и капацитети во вашата заедница. И секој од тие искуства ми остави посебен впечаток. La visita all'ospedale è stata particolarmente interessante e significativa. Abbiamo avuto il piacere di conoscere i medici, gli operatori sanitari e di vedere da vicino una realtà così importante per la comunità. Molto piacevole è stata anche la visita alla scuola, dove abbiamo incontrato alcune professoresse e abbiamo potuto conoscere il mondo dell'istruzione rimanendo piacevolmente sorpresi nel sapere quanto spazio venga dedicato all'insegnamento della lingua italiana, un elemento che ci ha particolarmente colpiti e che rappresenta un bellissimo ponte di cultura, amicizia e collaborazione tra i nostri paesi. Abbiamo poi avuto l'occasione di visitare 2 aziende del territorio, incontrando i proprietari e i loro dipendenti e conoscendo i prodotti che realizzano. È stato molto interessante poter vedere da vicino il lavoro, l'impegno, la passione e la capacità imprenditoriale che caratterizzano questa realtà. La visita all'acquedotto ci ha permesso inoltre di conoscere un altro aspetto importante del territorio, una nuova infrastruttura a servizio della comunità,
simbolo di attenzione e investimento nel futuro. Un momento particolarmente intenso e sentito è stato quello vissuto nella chiesa di Rarzowski, un luogo ricco di storia, spiritualità e significato, che ci ha trasmesso una profonda emozione. E poi al culmine di una giornata ricca di incontri e di esperienza abbiamo vissuto un momento davvero speciale, la bellissima festa in piazza accompagnata dalla musica e dai balli della tradizione. È stato proprio lì, insieme alla gente, nella semplicità della musica, della danza, dello stare insieme, che abbiamo sentito ancora più forte il calore e l'ospitalità di questa comunità. Strette di mano, sorrisi, abbracci sinceri, nuove conoscenze e piacevoli incontri con tante persone che vivono da tempo in Piemonte. Посетата на болницата беше особено интересна и значена. Имахме задоволство да се запознаеме со лекарите и здравствените работници и отблизу да видиме еден сектор кој е толку важен за заедницата. Многу пријатна беше и посетата на училиштето, каде што се сретнавме со дел од професорките и можевме да го запознаеме образовниот систем, при што бевме пријатно изненадени кога дознавме колку голем простор се посветува на изучување на италијанскиот јазик. Тој е елемент кој особено ни импресионираше и кој представува прекрасен мост на култура, пријателство и соработка меѓу нашите земји. Потоа имавме прилика да посетиме две локални компании, да се сретнеме со собствениците и нивните вработени и да ги запознаеме производите што тие ги изработуваат. Беше многу интересно, открив да се види трудот, посветеноста, страста и приемачниот капацитет што ги карактеризираат овие бизнеси. Посетата на водоводот ни овозможи да запознаеме еден важен аспект на територијата. Нова инфраструктура во служба на заедницата, символ на грижни инвестиции во иднината. Особено интензивен и емотивен момент беше тој што го заживеевме во црквата во село Разливци. Место богато со историја, духовност и значење, кое ни пренесе длабока емоција и на крајот како круна на денот исполнет со средби и искуства доживеавме еден навистина посебен момент, прекрасната прослава на Криштадот, придружувана со традиционална музика и игри. Токму таму, заедно со народот, во едноставноста на музиката, орото и дружењето, уште посилно ги почувствувавме топлината и гостопримството на оваа заедница. Силни стисоци на раце, насмевки, искрени, преградки, нови познанства и пријатни средби со многу луѓе кои веќе долго време живеат во Пiemonte. In quei momenti abbiamo capito che il gemellaggio non è soltanto un accordo tra istituzioni. Il gemellaggio è prima di tutto un incontro tra persone, la possibilità di conoscerci, di condividere le proprie storie, di valorizzare le proprie differenze e scoprire quanto, in fondo, possiamo essere vicini anche quando viviamo a migliaia di chilometri di distanza. Questa giornata ci ha permesso non soltanto di conoscere meglio del Geo, le sue istituzioni, le sue attività e le sue tradizioni, ma soprattutto di conoscere le persone che rendono questo territorio vivo, autentico e accogliente. Per questo vogliamo ringraziare nuovamente con tutto il cuore il Sindaco Ivan, il Presidente del Consiglio, l'amministrazione comunale e tutti i dipendenti del Comune di Belcevo. Un ringraziamento sincero va a tutte le persone che hanno organizzato, accompagnato e reso possibile le nostre visite. Во тие моменти свативме дека збратимувањето не е само договор меѓу институциите. Збратимувањето е пред се средба меѓу луѓе, тоа е можност да се запознаеме, да ги споделиме нашите приказни, а пред се да ги вреднуваме нашите разлики и да откриеме колку всушност можеме да бидеме близко, дури кога живееме на илјадници километри оддалеченост. Овој ден ни овозможи не само подобро да го запознаеме Делчево, неговите институции, неговите активности и традиции, туку пред се да ги запознаеме луѓето кои ја прават оваа територија жива, автентична и гостопримлива. Затоа сакам уште еднаш од се срце да им се заблагодариме на градоначалникот Иван, на председателот на Советот, на општинската администрација и на сите вработени во општина Делчево.
Искрена благодарност упатуваме до сите луѓе кои ги организираа, не придружуваа и ги овозможија нашите посети. Un ringraziamento speciale vogliamo rivolgerlo a Maria e Zoran che hanno reso possibile questa magnifica esperienza e ci hanno accolto con un'ospitalità davvero unica. Chiedo un applauso. Un ringraziamento anche alla famiglia di Stojan e Alessandra e Massimo. Un grazie naturalmente a tutte le persone che abbiamo incontrato e che con un sorriso, una stretta di mano, un abbraccio ci hanno fatto sentire a casa. Porteremo con noi il ricordo indelebile di questo inizio di gemellaggio. Ci auguriamo che questo incontro sia soltanto l'inizio di un percorso sempre più stretto di collaborazione, di conoscenza e di amicizia tra le nostre comunità. Grazie del cielo per la vostra accoglienza. Grazie per la vostra disponibilità e soprattutto grazie per il calore umano che ci avete dimostrato. Посебна благодарност сакаме да им упатиме на Марија и Зоран, кои го овозможуваат и ги овозможија нашите посети. Прекрасно искуство и кои не пречекаа со навистина уникатно гостопримство. И секако им благодариме на сите луѓе кои ги видовме и кои со насмевка, стисок на рака или прегратка направија да се почувствуваме како дома. Се надеваме дека оваа средба е само почеток на еден се поблизок пат на соработка и благодариме Делчево за твојот пречек и благодариме за твојата достапност и пред се ти благодариме за човечката топлина што ни ја покажа. In questa visita abbiamo scoperto una città che guarda al futuro, una città vibrante e calorosa, piena di entusiasmo, di energia e di un'incredibile voglia di crescere, senza mai dimenticare le proprie radici. Ed è forse proprio questo il messaggio più bello che portiamo con noi, guardare al futuro senza dimenticare da dove veniamo. Non ci sono parole sufficienti per descrivere la profonda gratitudine che proviamo per le esperienze che stiamo vivendo del cielo. Ve ne siamo sinceramente grati e speriamo di poter presto ricambiare questa straordinaria ospitalità, accogliendo nuovamente in Italia delle nostre comunità, delle nostre langhe, per continuare a costruire e sviluppare insieme rapporti di amicizia, collaborazione e reciproca conoscenza, perché da oggi siamo comunità che camminiamo insieme. За време на оваа посета откривме град кој гледа кон иднината, жив и топол град, полн со ентузијазам, енергија и неверојатна желба за раст, без притоа да ги забореви своите корени. И може би токму тоа е најубавата порака што ја носиме со себе, да гледаме кон иднината без да заборавиме од каде доаѓаме. Нема доволно зборови за да се опише длабоката благодарност што ја чувствуваме за искуството што го живеевме во Делчево. Искрено сме ви благодарни за тоа. И се надевам дека наскоро ќе можеме да го возвратиме ова извонредно гостопримство, пречекувајќи ве повторно во Италија, во нашите заедници, во нашето ланѓе, за да продолжиме заедно да градиме и развиваме односи на пријателство, соработка и взаемно запознавање. Затоа што од денес ние сме заедници кои чекорат заедно. Viva il gemellaggio tra Delcevo, Novello, Monforte, D'Alba e Rodino. Viva l'inizio di questo nuovo ed importante percorso insieme. Grazie Delcevo, grazie a tutti. Сега, почитувани колеги советници, како што
Господин Наевив, знаете дека имаме една точка на дневен ред. Ви молам да се включите в вашите електронски платформи и да почнем да разправяме и да гласуваме на тој дневен ред. Си извинувам. Signor Sindaco, gentili membri del Consiglio Comunale, cari cittadini di Del Cego, è per me un grande onore prendere la parola oggi in questa sede istituzionale. Desidero innanzitutto rivolgere un sentito ringraziamento al Sindaco Ivan e a tutta l'amministrazione comunale per la straordinaria e calorosa accoglienza che ci avete riservato. Un grazie di cuore a tutte le persone che abbiamo incontrato durante le intense visite di ieri, dalle istituzioni qui in municipio, alla ditta Bregal, fino agli istituti scolastici, con il corpo docente e all'ospedale, dove abbiamo toccato con mano la dedizione di tutto il personale sanitario. Abbiamo apprezzato l'eccellenza produttiva della Sonitex nel settore tessile e compreso l'importanza strategica delle vostre infrastrutture, come il nuovo impianto di filtraggio e approvvigionamento idrico a Trabozze, realizzato in sinergia con il governo svizzero. Ma un ringraziamento davvero speciale desidero rivolgerlo alla comunità di Razzlocci. La visita al vostro museo e alla vostra spettacolare chiesa ci ha emozionato, così come ci ha profondamente commosso la generosità delle persone locali. Почитувани градоначалниче, почитувани членови на Општинскиот совет, драги граѓани на град Делчево. За мене е голема чест што има можност денеска да се обратим во оваа институционална сала. Најпрво би сакал да упатам искрена благодарност до градоначалникот Иван и до целата општинска администрација за извонредниот и топол пречет што ни го приредите. Искрено и благодарам на сите луѓе што ги запознавме за време на вечерашните интензивни посети од институциите овде во општината, преку компанијата Брегал, се до училиштата со нивниот наставен кадар, како и болницата, каде што од прва рака ја видовме посветеноста на целото здравство и здравствениот персонал. Се уверивме во стратешката важност на вашите инфраструктурни проекти, како што е новиот систем за филтрација и водоснабдувањето во Тработилиште, реализиран во соработа со швајцарската влада. Но посебна благодарност сакам да упатам во заедницата во Разумица, посетата на вашиот музеј и вашата прекрасна црква длабоко ни исполни со емоции, исто како што длабоко не трогна великодушноста на локалните жени за прекрасниот ручек што ни го подготвија заедно со подароците и производите од вашата земја. Nel corso di questa visita ho potuto scoprire una città meravigliosa, viva e profondamente accogliente, capace di farci sentire subito a casa. Per me, in rappresentanza del paese di Monforte, è fondamentale conoscere da vicino i luoghi d'origine dei cittadini macedoni che vivono da noi. La vostra presenza ha arricchito il nostro paese, portando nuove energie, tradizioni e legami che ci hanno reso, giorno dopo giorno, un paese più forte e unito. Questa è la mia prima volta in Macedonia e l'esperienza vissuta qui mi ha profondamente arricchito dal punto di vista umano. Mi ha permesso di sentirmi ancora più vicino a voi, rafforzando quel ponte ideale che unisce in treccia i destini dei nostri due territori. A Delcevo e a tutta la sua cittadinanza auguro un futuro sereno e di continua crescita. L'auspicio più grande è che questa visita sia la base per costruire un legame indissolubile e duraturo con la vostra comunità. Un percorso comune fatto di amicizia sincera, scambio culturale e cooperazione per garantire prosperità e nuove opportunità ai nostri cittadini. За време на оваа посета имах можност да откријам еден прекрасен, жив и исклучително гостопримлив град, кој направи веднаш да се чувствуваме како дома. За мене, како представник на Монфорте, од суштинско значење е отблизу да ги запознам родните места на македонските граѓани кои живеат кај нас. Вашето присуство го обогати нашето место, носејќи нова енергија, традиции и врски кои ден по ден не направија посилна и по-обединета заедница. Ова е моја прва посета на Македонија, а искуството што го доживеав овде длабоко ме обогати од човечката гледна точка.
ми овозможи да се чувствувам уште поблиску до сите вас, заеднувајќи го тој идеален мост што ги поврзува и преплетува судбините на нашите две територии. На Делчево и на сите негови граѓани им посакувам спокојна иднина и постојан развој. Најголема желба ми е оваа посета да биде темел за градење нераскинлива и крајна врска со вашата заедница. Заеднички пат, исполнет со искрено пријателство, културна размена и соработка за да им обезбеди просперитет и нови можности на вашите граѓани. Ви благодарам од се срце на Volevo solo ringraziare Zoran e Maria che ci hanno molto splendidamente ci hanno aiutato. Благодарам на представникот на општина Монфорте. Поштувани колеги, како што кажавме, продолжуваме со седмицата и одиме на токму на решение за свикување на оваа седница. Отварам расправа по истото решение. Дали некој од советниците бара збор? Некој не бара. Поштувани колеги советници, рекомендувам да гласаме односно решението за оваа свечена седница. Гласањето започнува, рекомендувам да гласаме. Горан Михайловски не е гласал. Четирнаесет гласали за, против нема, воздржани нема. Еден колега не гласа, кој што отсутен, успевам дека е нагласно да успеема ова решение за оваа свечена седница. Поштовани колеги, одиме на едната единствена точка, тоа како што беше, како што ви прочитав, предлог одлука за спротивување помеѓу општина Делчево, Република Македонија и општина Рикалдоне, Република Италија. Односно оваа точка отварам расправа. Дали некој од колегите советници бара збор? Говорите, градоначалниче. Hvala председателе. Значи во свойство на градоначалник на општина Делчево, сакам да се обратам помалку представителите речевна совет, и да укажам важноста на допишување на овој документи на довршување на оваа одлука. Во пресник на општина Делчево пред некаде скоро недели бевме во посета на Италија во општина Рикалдоне по иницијатива на нашиот конзулат и нашето министерство за вътрешни работи, министерот Тимчо Мочурски. Те со цел да се подпише триlaterален договор меѓу општина Делчево, општина Македонска Меница и општина Рикалдоне. Понос на изнесените факти на самиот документ се идентифицирани неколку важни точки за битната соработка помеѓу овие три општини и важноста за број на наши северци кои што живеат и работат таму. Како една од најважните точки, кои што сега ги потенцирам, за кој што премалку зборуваше и колегата од Новела е увидувањето на македонскиот јазик во образовниот систем во Италија. Тоест, општина Рикалдоне ќе финансира изучување на македонски јазик од прво до осмоводение, истиот начин како што се изучува и италијански јазик овде во Делчево. Лично сметам како начин на општина Делчево, дека тоа е една голема дипломатска работа и кој што ние како локална заедница треба многу сериозно да поддржаме. Благодарам. Благодарам на градоначалникот на општина Делчево, господин Иван Гоцевски. Поштовани колеги, уште еднаш прашувам дали некој бара збор во однос на оваа точка, истата точка ви е доставена на името. Никој не бара. Поштовани колеги, ви повикувам да гласаме. Гласањето започнува. Тони Стаменовски не е гласал.
голос, Ирена Исовска не гласала. Почитувани колеги, почитувани присутни, 14 гласале за, против 3, воздържани нема, 1 не гласал, кој што е отсутен колега. Констатирам дека точката е усвоена, едногласно и ви благодарам. Гласањето завршено. Почитувани гости, почитувани дами и господа, почитувани присутни, почитувани гости и валчаници, представници од територијанските општини, со оваа свечена седница заврши работата, ве поканувам сите присутни да ги проследиме и останатите придружни содружени кои што се планирани за денес. Ви благодарам. Зоран сака нешто да каже, се извинувам. И аз се извинувам, ги заборавивме да ги спомнеме и газите на Сонитекс, каде што вчера и таму направивме обиколка. Градоначалниците исто така беа многу одушевени од квалитетниот производ што го произведуваат. Ви благодариме на топлата приемност што не укажавте, благодариме од се срце.